Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Полициска канцеларија за превенција ќе се отвори во општина Илинден. Граѓаните деновиве треба да склучат договори доколку сакаат да излезат на слободниот пазар на електрична енергија. Субвенции за печки на пелети и инвертер клими и за жителите на Ѓорче Петров. Поскапиот паркинг ќе се почувствува по джебот или во воздухот, прашуваат граѓаните. 7500 волонтери помагаат во ситуации на катастрофи, кризи и справување со мигранти. Скопје и понатаму останува еден од најзагадените градови во Европа. Висока концентрација на PM10 честички синоќа биле забележани во аеродром, каде се измерени 600 PM10 честички на 100 микрограми. Во Ѓорче Петров се измерени скоро 500 микрограми на метар кубен PM10 честички. Во ректоратот пак оваа бројка била 10 пати над дозволеното. Граѓаните секојдневно од власта бараат конкретни мерки, кои ќе го улеснат дишењето во македонската метропола. Во обид да се намали загадувањето, град Скопје промовираше новина со која преку поскап билет за паркирање се очекува да се намали аерозагадувањето. Имено, станува збор за мерка која ќе стапи на сила во денови кога ќе бидат прогласени вонредни мерки поради надминување на праговите на алармирање за PM10 честички. За подетални информации се обративме и до град Скопје, од каде не информираа дека на следната седница Советот на градот ќе одлучува за измена на цената за час паркирање на јавните површини и паркиралишта со кои стопанисува градски паркинг во деновите кога ќе бидат прогласени вонредни мерки поради надминување на праговите на алармирање на PM10 честички. Со оваа измена, како што соопштуваат оттаму, градот по прогласување вонредни и интервентни мерки во одредени денови поради загадувањето на воздухот има можност да даде предлог на одредени паркиралишта под надлежност на јавното претпријатие градски паркинг. Цената за паркирање двојно да се зголеми само во тие денови. По природата на нештата, во случај на енормно загадување на воздухот, ова би се применувало во централното градско подрачје, како би се стимулирале граѓаните кои патуваат во овој дел од градот да користат јавен превоз, се со цел намалување на сообраќајниот метеж, а со тоа и намалување на количината на издувни гасови од возилата кои го загадуваат воздухот, дополнуваат од градот. Со тоа цената за 1 час паркирање на паркинзите, каде сега се наплатува 25 денари, ќе биде 50 денари. Цената од 35 денари во зона Б ќе се зголеми на 70, а наместо 45 денари за 1 час во зона А ќе се наплатува 90 денари. Најскапо ќе биде паркирањето во зоната А0, односно на улицата Максим Горки и на паркингот на Водно, каде сега 1 час чини 100 денари. Ги прашавме и граѓаните што мислат за оваа мерка на градот. Од нив добивме поделени мислења. Што мислите за одлуката на градот да го поскапи паркирањето кога ќе има енормно загадување на воздух? Што да мислам ако решиле ќе го направат? Сметате ли дека ова одлука да се зголеми двојно цената на паркирање дека ќе придонесе за да се намали загадувањето на воздух? Не. Пак ќе возат. Кој вози, пак ќе си вози. Според вас некое решение кое е најсоодветно да се направи за да се намали загадувањето? Поголеми плати да купат поубави коли луѓето. Сметате ли дека ова ќе придонесе да се намали загадувањето? Не верувам, не. Не верувам во такви работи. Многу други работи треба да се сменат, него тоа да дојде. Може, како варијанта, може би е во ред, но мислам оти нема да дојде до нешто подобрување. Сметате ли дека поскапувањето на паркингот ќе придонесе за намалување на воздухот во градот? Не. Што според вас треба да се преземе за да се намали загадување? Па не знам што, али паркирањето, цената не. Што мислите за одлуката да се зголеми двојно цената на паркирање кога ќе има енормно загадување на воздухот? Па, да ви кажам, оправдано е. А причините зашто е оправдано? Затоа што толку сообраќајав, освен други фактори што влијаат за загадување во Скопската котлина, Скопје, ова со градба на згради, па и возилата, и оправдано е за да се намали таа ситуација, да речем.
Со оваа мерка за намалување на загадувањето не се согласува ниту акторот Владо Дојчиновски, според кого поскапиот паркинг ќе се почувствува само во джебот на граѓаните, а не и во воздухот. Пред малку тоа го коментиравме, тоа во секој случај нема да помогне. Тоа е удирање по джебот на народот само, мислам и ништо повеќе. Од друга страна пак, активистите од Еко Смок Аларм реагираат дека нефункционалните мерни станици за загадување со PM10 честички во Лисиче и Газибаба ја оневозможуваат владата да ги активира интервентните мерки против аерозагадувањето, донесени со уредба на работната група во владата. Во новата населба Хиподром 2, во која се изградени голем број куќи, започна решавањето на проблемот со фекалната и водоводната мрежа. Како што информираат од општина Газибаба, градоначалникот на средба со граѓаните од новата населба, која се одржа минатата недела, им ветил дека во најбрз можен рок ќе го реши проблемот со фекалната и водоводната мрежа. Викендов екипи од општината работеа на терен со цел решавање на овој проблем од минатото, односно проблем со судирање на веќе изведената водоводна и фекална мрежа. Од општината велат дека овој проблем веќе е решен и овие две мрежи сега се одвоени. Се работеше и на поврзување на фекалната мрежа, а останува уште да се изврши спојување со главниот колектор. Паралелно се работи и на косата линија од водоводната мрежа во новата населба Хиподром 2. Од општината вела дека како ќе се завршува изградбата на водоводната и канализационата мрежа, ќе се пристапува кон асфалтирање и на останатите улици во оваа нова населба. Главната цел на локалната самоуправа е да се овозможат сите предуслови за нормален живот на идните жители од населбата Хиподром 2, како и на оние кои веќе живеат тука. Урбанистичката документација за овој дел од Скопје предвидува изградба на 300 нови куќи за индивидуално домување и 12 стамбени згради за колективно домување, а досега се изградени 2 згради. Во населбата е предвидено да се изгради основно училиште, градинка, амбуланта и спортски објекти. Во новата населба првите договори со купувачите на парцелите беа склучени уште во 2012 година. Град Скопје го продолжува доделувањето субвенции на домакинства и на други субјекти за чистење оџаци, како една од мерките за намалување на последиците од загадувањето на воздухот. Со оваа мерка, градот Скопје ќе надомести дел од трошоците на домакинствата и на другите субјекти за чистење на оџаците во износ од 1000 денари, а за субвенции може да достават барање физички и правни лица, чие живеалиште, односно седиште, е на подрачјето на градот Скопје. Досега за субвенции за чистење на оџаците се доставени околу 230 барања од граѓаните. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати пријави, по донесување на решенијата за усвојување на барањата од градоначалникот на град Скопје. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека критериумите за добивање субвенции се исполнети, барателот до градот Скопје треба да ги достави следните документи: барање за надоместок, кое може да се подигне во архивата на градот Скопје или да се обезбеди по електронски пат, доказ за жителство во градот Скопје со фотокопија од лична карта или пасош, доказ за правен субјект со тековна состојба не постара од 6 месеци, потврда за реализирано чистење на оџакот, потпишана од стручното лице што го исчистило оџакот, фискална сметка од фирмата, регистрирана за дејност чистење оџаци, како и фотокопија од трансакцијска или жиросметка. Граѓаните на општина Ѓорче Петров ќе имаат можност да добијат помош од општината при купување печки на пелети и инвертер клими. Со новата мерка која општината планира да ја воведе со цел намалување на загадениот воздух, односно преку субвенции за печки на пелети и инвертер клими. Советот на општина Ѓорче Петров на 20-та седница донесе предлог програма со која се планираат средства кои директно ќе влијаат на заштита на животната средина, а особено на аерозагадувањето. Па така од следната грејна сезона се предвидува на жителите од Ѓорче Петров да им се даде шанса и можност да го променат начинот на грејење преку стимулирање со субвенција.
Како што информираат од општината, за мерката печки на пелети ќе може да се издвои максимум до 30.000 денари, а за средствата за инвертер клима уред би се издвоиле најмногу до 20.000 денари по апликант. Советниците дадоа и зелено светло за програмата со која се предвидува и продолжување на проектот за субвенционирање енергетски ефикасни фасади на стамбени згради постари од 25 години. Целта на јавниот повик беше општината од својот буџет и хабитат преку субвенции и ефтини кредитни линии да им помогнат на граѓаните за изградба на енергетско ефикасни фасади и покриви на згради. Условите за добивање субвенција, кои беа пропишани во јавниот повик, предвидуваат општината да партиципира со 30% од вкупната вредност на инвестицијата за секоја одобрена апликација, но не повеќе од 1 милион денари. Според регистарот на згради, на територија на Јорче Петров има околу 250 згради, а половина од нив, или 125 згради, може да влезат во проектот енергетски ефикасни домови. Според усвоените одлуки на Советот, за наредната година се планира и да се доделуваат 10 стипендии за талентирани и надарени ученици. Исто така продолжува и проектот за бесплатна ужинка за првоодаленците, како и бесплатен излет за децата од одаленска настава. Тендерот за избор на универзален снабдувач со електрична енергија, што владата го распиша во септември, согласно новиот закон за енергетика, е отворен до денеска, 3 декември. Универзалниот снабдувач ќе има обврска да испорачува струја до сите корисници кои нема да излезат на слободниот пазар. Во Македонија во моментов се издадени 20 лиценци за снабдување со електрична енергија, а активни се и продаваат струја на потрошувачите 8 снабдувачи со електрична енергија. Тие снабдуваат над 1500 потрошувачи кои се веќе на слободниот пазар, а од 1 јануари таква можност ги имаат и малите потрошувачи и домаќинствата. Секое домаќинство и секој потрошувач има право од регулираниот пазар да отиде на слободниот пазар и обратно. Рокот е 21 ден. А дали ќе има казнени пенали, зависи од договорите со снабдувачите. Се проценува дека се работи за повеќе од 600.000 домаќинства и над 76.000 мали потрошувачи. Доколку сакаат да излезат на слободниот пазар на електрична енергија, деновиве треба да се склучат договори со снабдувачите. Доколку решат да останат на регулираниот пазар, нема потреба од склучување договори, затоа што универзалниот снабдувач со електрична енергија ќе ги преземе по автоматизам. До назначување на новиот универзален снабдувач, таа обврска ќе ја врши ЕВА на Македонија, со цел согласно Законот за енергетика на сите потрошувачи да им се обезбеди сигурност во снабдувањето со електрична енергија. Еден месец пред либерализацијата на пазарот на електрична енергија во Македонија, во јавноста се уште има бројни нејаснотии. Не е познато дали компаниите снабдувачи ќе имаат посебни пакети, како во телекомуникацијскиот бизнис, или какви ќе бидат цените на либерализираниот пазар. Агенцијата за храна и ветеринарство испрати допис до сите општини кои имаат законска обврска за воспоставување на соодветен систем за контрола на популацијата на бездомни кучиња, соопшти агенцијата. Оттаму наведуваат дека од страна на официјалните ветеринари се вршат контроли дали локалните самоуправи имаат донесено план и програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња и во која фаза на реализација се во делот на изградба на прифатилишта за бездомни животни, како соодветен систем за контрола на популацијата на кучињата, кои општините имаат законска обврска да го воспостават. Агенцијата за храна и ветеринарство појаснува дека со контролите констатирани се неусогласености кај дел од општините и даден е рок за нивно одстранување, пошто доколку не се постапи по истите, согласно законските надлежности, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе изрече и законски казни. Дали до сега сте имале некоја лошо искуство со уличните кучиња? Да. Дали имаат нападнато? Не се случило, а многу се плашам. Така, ви се случило ли кај што поминувате, каде што се шетате да наидете вака на глутница кучиња многу? Па, пример тука кога доаѓам за школа од Сабајле, има многу кучиња и стварно многу се плашам. И сум видела кога нападнале луѓе, ама со среќа ја имам среќа, не сум. Супер. Тука ме нападна, со 20 одбрани, а една група кинези гледаат и не може да ми помогне никој. И благодарение на ова торбичо полека некако се спаси. Значи, баш тука во центар. Овој ми е втор пат. Еднаш појдов порано Сабајле, да стасаме планинар сум,
додиме на планина и у 4 саат на Сабајле, овде кај трговски центар, кога ми се пуштија едно 4 комада, со 20 паси у глава. И јас лично не сум имала. Имате ли никаков став, никакво мислење во врска со тоа, дали ви пречат големиот број на куќиња по улиците? Па секако дека на сите им пречат, меѓутоа ние не сме одговорни за да ги издомиме. Тоа се знае дека градот треба да превземе мерки за тоа. Сигурна сум дека они знаат што се прави во Европа и во светот, дека тие треба бидат згрижени во посебни места, каде што треба да има и ветеринарска служба и посебна исхрана затоа што сум сигурна дека они имаат доста зарази, кои што самите куќиња не се виновни за тоа. А тоа не би го чинело многу градот. Имале до сега некое лошо искуство со уличните куќиња? Ја не сум имал. Кога сум бил помал, сум се борел ако ме нападне некој, ја оно на мене, ја на него и ќе избега. Ако те види плашлив, оно ќе трчи по тебе. Имате ли некој предлог до градските власти како да се реши проблемот со куќињата? Па види, поарно да се отстранат куќињата, отколку да страдат животите. Било деца, било жени, било мажи, сите се плачат. Што мора да има по улици ова куќиња? Нема потреба. Па се плашам, нормално. На сите пречат. На децата мои ги нападнале. Када? Во Топанско поле, во Чаир. Само побегнаа. Зема малиот камен, ги маваше и побегнаа. Имате ли некој апел вака до градските власти? Да се регулира тоа, ако може. Што побрзо, мислам, ако да не се деси некои потешки работи. Инцидент не сме имаме, не се многу плашиво од куќиња, ама има кои се плашат, а и не лич. Треба да се тргне од улицата. Има начини како тоа да се направи, само нека се ангажира. Во сработка со ветеринарната комора и ветеринарните друштва, од септември годинава се спроведува процесот на идентификација на милениците, зашто Агенцијата за храна и ветеринарство обезбеди 100.000 бесплатни микрочипови во модулот за домашни миленици. Во ветеринарно-информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство во моментов се евидентирани 21.809 миленици, од кои најголемиот број се куќиња. Од Агенцијата за храна и ветеринарство ги потсетуваат граѓаните дека имаат законска обврска да ги идентификуваат своите куќиња и мачки со микрочипови и затоа апелираат да ја искористат можноста и тоа да го сторат во рамки на кампањата за бесплатно микрочипирање на милениците, која ќе трае до 31 март. Се најавуваат измени во Законот за прекршоци, со што казните за физичките лица и за стопанствениците по различни основи се намалуваат повеќе од двојно, или пак процентуално глобите ќе се намалат и за 75%. Измените предвидуваат градација на сторените дела, ќе се земат предвид и сите останати фактори што придонеле за прекршокот, па така ќе постои и можност за примена на мерка на предупредување. Од Министерството за правда вела дека казните ќе бидат во сооднос со стандардот на граѓаните. Ќе се направи и градација на казните, во зависност дали се однесуваат на мали, средни или големи фирми, нивната заработувачка, бројот на вработени и така натаму. Ако се увиди ненамерна грешка, инспекторите ќе може да ги повлечат казните, што досега не било така. Односно, дури и ако се утврдала ненамерна грешка, казната морала да се плати бидејќи била констатирана. За физичките лица казните ќе бидат од 15 до 1000 евра, а за максималната казна за трговец поединец од 5000 евра се намалува на 2000 евра. Според овие измени, од досегашната казна за нерегистрирано возило што изнесуваше 500 евра, таа се намалува на 250 евра. Сепак казнината политика, како што соопштуваат од Министерството, ќе биде поригорозна доколку се направи прекршок кој го загрозува здравјето на луѓето, екологијата, животната средина и природните богатства.
Средношколскиот фестивал за уметност 3 дена култура отвори повик за пријавување на млади уметници кои сакаат да учествуваат со свој краток филм, кратка театарска представа, со свој бенд или на дигитална изложба на Средношколскиот фестивал, кој ќе се одржи на 7, 8 и 9 март 2019 година во Средното училиште на град Скопје Никола Карев. Второто издание на фестивалот е во организација на Арт Хаус Карев и служи како простор во кој младите уметници ќе можат да ги представат своите нови идеи, сваќања и размислувања за уметноста. Првиот ден, како што информираат организаторите, е младинскиот филмски фестивал, на кој ќе се прикажуваат кратки филмови од средношколци и студенти. Вториот ден се театарските перформанси на кои студентите и средношколците ќе може да се представат со своја кратка театарска представа, а третиот ден е свирка на средношколските бендови и дигитална изложба, која вклучува ликовни дела и фотографии од средношколци. На првото издание на 3 дена култура, организирано во февруари годинава, учество земаа повеќе од 200 средношколци во сите категории, а настанот беше посетен од повеќе од 1000 гости за сите 3 дена. Со целосно обновување на дрворедот на улицата Франклин Рузвелт, град Скопје ја продолжува акцијата за обновување на дрворедите низ Скопје, дел од големата есенска акција за зазеленување на градот. Денеска се обновуваше дрворедот на Рузвелтова и тоа од двете страни по должина на улицата, од булевар Илинден до улицата Васил Ѓоргов, со садници какви што претходно имало на дрворедот. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху истакна дека и местата каде што ќе се отстрануваат пенушките ќе се засадат нови садници. Како што рече, нивна обврска е пред граѓаните да се врати изгубеното зеленило. Продолжуваме со обновување на сите постојни дрвореди во центарот на градот и подигнување на нови дрвореди во Ѓорче Петров и во Битпазар во рамките на есенската сезона за садење. Речиси 500 пенушки на градските сообраќајници ова есен ќе бидат отстранети и на нивно место ќе се засадат нови садници. Обновата на дрворедите низ градот ќе се реализира на начин што новите садници ќе бидат засадени внимателно, грижливо, со автентичните видови како што претходно постоеле на истите места. Ова есен ќе бидат засадени 3500 високо квалитетни листобатни садници на повеќе локации во сите скопски општини. Земавме обврска пред граѓаните да го вратиме изгубеното зеленило и да се бориме за секој сантиметар слободен простор за ново зеленило. Преку надоместување на изгубеното зеленило, зголемувањето на бројот на парковите и дрворедите и заштита на сите јавни зелени површини во сите општини во градот, сериозно работиме на намалување на загадувањето и подобрување на животната средина во градот, рече Салиху. Влогот во здравата животна средина е трајна придобивка која директно влијае во здравјето на граѓаните. Затоа константно работиме за да на граѓаните им обезбедиме што повеќе чисти и зелени површини. Оваа есенска акција градот ја реализира заедно со сите скопски општини, кои во неа учествуваат со своји работници, механизација и садници. Воздухот во Скопје и денеска е загаден. Концентрациите на PM10 частичките од синоќа се над 200 микрограми, достигнувајќи до 588 микрограми на метар кубен. Во центар, од синоќа во 22 часот е над 200 микрограми и се движи од 233 па се до 357 микрограми, што се регистрирани во 1 часот по полноќ. Во Карпош концентрациите над 200 се присутни од 18 часот, а највисоката од 433 е достигната во 21 часот. На станицата за мерење на квалитетот на воздухот кај ректорат се евидентирани концентрации над 200 микрограми од 16 часот вчера, а во 2 часот по полноќ достигнале до 390 микрограми. Во Бутел на мерната станица над 200 микрограми се забележани од полноќ, а најзагадено било во 17 часот вчера со 315 микрограми на метар кубен. Најзагаден бил воздухот во Милодиновци, со измерени 588 микрограми синоќа во 20 часот. Последните мерења покажуваат концентрација од 137 микрограми во Бутел, 159 во Милодиновци, 209 во Карпош, 238 кај ректорат и 243 во центар.
Среднодневната гранична вредност од 206 и 233 микрограми изнесувала во Карпош и кај ректорат во Скопје. Борбата со загадувањето продолжува. Граѓаните, за да се заштитат барем малку од загадениот воздух, практикуваат да носат маски, користат прочистувачи на воздух во домот или пак не практикуваат да излегуваат кога ќе има магла и висока концентрација на PM10 честички. Но има и такви кои не користат ништо за заштита од загадувањето. На кој начин се заштитувате од загадувањето во Скопје? На никој, не Господ. Какво загадување? Не сеќамо ништо ми е тоа. Никако не се заштитувам, не излегувам кога е магла и тоа е да. Никако, најнормално. За да се активираат мерките, потребно е вакви надминување од 200 микрограми на кубен метар на 2 мерни станици да има во 2 последователни дена. Од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, доставена информација за надминување на прагот на информирање до Институтот за јавно здравје, Државниот инспекторат за животна средина, град Скопје и единиците на локалната самоуправа, каде има епизода на алармантно загадување на воздухот со надминување на прагот на информирање за PM10 и препорачува да се користи јавен превоз, возилата да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи со затоплување на простории и прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал. Правилно да се користат печките за дрва. Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на Република Македонија препорачуваат ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата популација, деца, стари лица и болни од хронични болести, но и за лица кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот. Поради брзиот развој на општина Илинден и во насока на подобрување на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на нејзина територија, наскоро во општина Илинден ќе се отвори полициска канцеларија за превенција, која ќе биде сместена во општинската зграда. Оваа одлука истакна градоначалникот на општината Жика Стојановски на седницата на локалниот совет за превенција, која се одржа во општината, чија цел е подобрување на безбедноста, дефинирање и интензивирање нови активности во општина Илинден. Стојановски посочи дека општината се развива многу брзо, па затоа една од областите е покривање со полициско присуство, бидејќи општината веќе има 20.000 жители, а дневно движење по сообраќајниците е дури поголемо од овој број. Сашо Велковски, командир на полициската станица Газибаба, како член на Советот за превенција, ја истакна одличната соработка со општина Илинден. Тој посебно нагласи дека цел на полицијата не е репресијата, туку напротив преземањето на превентивни мерки за да не се случуваат немили настани, што е всушност целта и на овој локален совет за превенција. Локалниот совет за превенција представува еден вид сервис на граѓаните, а неговата работа ќе зголеми довербата меѓу владините институции, локалната самоуправа, граѓанскиот сектор и граѓаните и ќе ја подобри нивната меѓусебна комуникација. А неговата цел е подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општината, како и градење на доверба и партнерски односи во превенирањето на појавите кои влијаат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Сообраќајната полиција и ПАЈАК службата на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во период од 26 ноември до 1 декември годинава санкционираа 177 непрописно паркирани возила, од кои 6 несовесно паркирани возила биле затекнати на паркинг места за лица со посебни потреби. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, информираат од Паркинзи.
Оттаму апелираат до граѓаните да ги почитуваат прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Околу 7500 волонтери во рамки на Црвениот крст на Република Македонија помагаат во справување со последици од катастрофи на семејства во социјален ризик, но се подготвени да се стават и на располагање и за други кризни ситуации. Волонтеризмот, како што истакна денеска генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити, помага во ширењето солидарност помеѓу луѓето, што е добра основа за мобилизирање на населението кога е потребно, односно во ситуации на поголеми катастрофи, кризи и справување со мигранти. Ценејќи го потенцијалот на волонтерите, нивната важност и вредност, негуваме политики и активности кои се во функција на нивно привлекување во нашите редови, со нивна помош и поддршка кои делуваат во партнерски односи и релации со нашите вработени и со нашите корисници. Изминатава година бевме во ситуација да помогнеме на над 20.000 луѓе кои беа погодени од последици од катастрофи. Бевме во ситуација да помогнеме над 10.000 семејства кои беа во социјален ризик, секако дека со нивните активности бевме во ситуација да собереме околу 55.000 единици крв и многу други активности. Значи, Црвениот крст на Република Македонија гради активни политики во правец на нивно привлекување, затоа што ценим и сметаме дека нивната активност придонесува за стварање на покохезивни заедници во државата. Сето тоа помага во дистрибуција и ширење на солидарноста помеѓу луѓето. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска смета дека системот на социјална заштита се збогатува со учеството на волонтерите. Таа смета дека треба да има што повеќе граѓани кои сакаат своето слободно време, искуство и знаење да го споделат со цел унапредување на квалитетот на живење на оние, како што рече, кои што се понранливи или денеска не можат, но можеби утре и тие ќе помогнат некому во нашето општество. Едно општество без солидарност не може да функционира. Токму затоа сметам дека волонтерството како алка во целиот систем е многу важно. Овие граѓани се за посебна почит, денеска им даваме таква почит и треба да имаме што повеќе граѓани кои што ќе сакаат своето слободно време и своето знаење да го споделат со цел унапредување на квалитетот на живење на оние кои што се поранливи или оние кои што денеска не можат, но утре можеби ќе може и тие да пружат одредена помош во нашето општество. Волонтерите се луѓе кои имаат огромни капацитети, пред се човечки, кои се мотивирани од алтруистички побуди и доброволно се ставаат во функција на помош и поддршка на ранливите категории граѓани. Една од нив е и Аленка Шопова, која е една од волонтерите и председател на клубот на млади на Црвениот крст. Па во оваа хуманитарна организација сум негде од 2010 година, така да веќе бројам некои 8 години во ова хуманитарно движење. Што поточно се вашите задачи? Моите задачи како волонтер беа да многу помагам во заедницата, да пронаѓам целни групи и нивните потреби да ги локализираме, за понатака да им помогнеме, за да имаме едно секако поздраво и постабилно општество. Има ли некој проект со кој што посебно се гордеја? Па да, во рамките на општинските организации имаше многу повеќе, но едно што мене многу ми остана е врсничките едукации кои што ги правиме во рамките на Црвениот крст на Република Македонија, преку кои што успеваме да достигнеме до сите млади, од сите возрасти, од најниска до секако и до студентите, каде што зборуваме на теми кои што можеби се табу во нашето општество, на малце повеќе да ги информираме, да ги едуцираме, за секако да имаме поздрави млади. Така. А може ли ни кажете, еве денеска е светски ден на волонтерството, каква е состојбата во Македонија? Дали сакаат младите да волонтираат? Па младите сакаат да волонтираат, сакаат да се активни и да направат промени во своето општество. Секој млад човек сака да се чувствува корисен. Во нашата организација има негдека над 7.000 волонтери, во светот бројката број околу 17 милиони, што кажува дека младите навистина сакаат да се активираат, секако треба да ги привлечете и да им понудите проекти и активности во кои што тие може да се активираат и да ги искажат своите способности кои што можеби се поинакви од нивните останати врсници. Пешаците како учесници во сообраќајот се најмалку казнувани и контролирани, а статистиките покажуваат дека годинава, заклучно со септември, повредени се 626 пешаци, а загинати 17.
Во 2017 година биле повредени 914 пешаци, а 34 загинале, од кои 17 пешаци биле на 65 годишна возраст. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата наведуваат дека искуствата покажуваат оди голем дел од пешаците не се свесни дека и тие се активни учесници во сообраќајот. Улицата ја преминуваат надвор од пешачките премини, најчесто таму каде што ним најмногу им одговара. Каде што им е најкраток патот, го претрчуваат коловозот, прескокнуваат џардиниери и огради, претрчуваат на црвен пешачки семафор. Пешаците најчесто страдаат во сообраќајни незгоди во услови на намалена видливост, во раните утрински и во доцните вечерни часови, на неосветлени коловози или на неосветлени пешачки премини. Анализите покажуваат дека бројот на пешаци кои страдаат во сообраќајни незгоди, случајни токму на пешачки премин, е многу голем. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите дека нивна обврска е секогаш да се движат со особено внимание кога се приближуваат кон пешачки премин, да ја намалат брзината, да застанат и да ги пропуштат пешаците на пешачкиот премин. Но како што велат, тоа никако не значи дека пешаците имаат апсолутно право први да ја преминат улицата. Напротив, тие се должни да ја преминат улицата, откако ќе се уверат дека тоа може да го направат без да го загрозат својот живот, но и безбедноста и животот на возачите кои им доаѓаат во пресред. Според нив загрижува фактот што околу 25% од вкупниот број жртви во сообраќајни незгоди се пешаци. Заимното непочитување на ова правило е причина број 1 за сообраќајни незгоди во кои страдаат пешаците. Денеска во хотелско-туристичкото училиште Лазар Танев во Скопје беше промовирана иницијативата Часови за готвење Slow Food, во која во периодот од декември до март ќе бидат реализирани 5 часови за готвење, секој со времетраење од 180 минути. Ова иницијатива ќе се имплементира во соработка со Сдруженијето за социјални иновации Арно во партнерство со Slow Food Водно и училиштето Лазар Танев. За присуство на часот по готвење, заинтересираните ќе треба да си купат ваучер кој чини 1200 динари, а средствата од продажбата на ваучерите ќе бидат реинвестирани во учениците готвачи. Она што е важно е дека максимум учесници на секој час може да се пријават до 10, а ваучерите за секој час ќе можат да се купат преку купи карти за се. Додека пак на нашата страница, веб страница kulinari.mk се заинтересираните ќе може да дознаат за секој час поодделно нешто повеќе. Организаторите овој проект го посочуваат како пример на широко партнерство и платформа во која сите вклучени страни имаат бенефит, односно стручното образование за кое во последните неколку години губат интерес средношколците, го подобрува својот углед. Учениците добиваат дополнителни обуки од докажани готвачи. Готвачите добиваат промоција, а организациите одржливост. Инспирацијата за проектот е постојќа од многу одамна. Ние во 2013 се основавме токму по инспирација од Джейми Оливер и неговиот ресторан 15, кој што е социјално предпријатие. Се вративме во Македонија, меѓутоа свативме дека да се отвори ресторан е преамбициозно за нас. И затоа во 2015 веќе организиравме едни часови за готвење кои што имаа помодерен концепт, меѓутоа се одлучивме да аплицираме оваа година за поддршка и ја добивме благодарност до донаторите Connect, кои што преку нивниот проект Промени за одржливост финансиран од Европската унија, всушност и помогнаа сето ова да се случи денес. Разликата од часовите за готвење во 2015 и оние што ги нудиме сега на пазарот на труд е во тоа што, како што кажавте сами, сега пробуваме да го интегрираме slow food концептот. Зошто го правиме ова? Затоа што од една страна ние како граѓанска организација исто така ја поддржуваме локалната економија, локалните поддржувачи, меѓутоа сакаме и самите ученици кои што ќе се јават како асистенти на часовите, кои што се готвачи од ова училиште и се идните шефови во Македонија, сакаме да се запознаат со важноста на овој концепт и ета така заедно со партнерски со невладината организација Slow Food ја создадовме програмата и ја нудиме на пазарот. Василка Димитровска од Slow Food Водно вели дека стремежите на организацијата Slow Food се да се промовираат локалните производи и да се намали транспортот на храна од далечни земји, со што би се намалиле трошоците и загадувањето.
Идејата е да се приготвуваат старите рецепти, но со нова и модерна декорација. Основната разлика помеѓу фаст фуд и слоу фуд не е само во времето на приготвување. Нешто за кратко време се приготвува, а слоу фуд ко нешто долго време се приготвува. Разликата е во уживањето, во приготвувањето, во уживањето, во консумирањето и во благодетот кој што потоа го чувствуваме. Тоа е слоу фуд. Значи да се ужива додека се јаде, да не се седи пред телевизори да се џвака, да не се седи со наведнати стомаци, туку да се седи на трпеза, да биде поставена трпезата семејно, да се заштити традицијата, она нешто што ние некогаш постојано го имавме во нашите домови, во 3 сат сите на руч. Нивното искуство сегашно, кое што го стекнуваат со развој на нови технологии во гастрономијата, ќе овозможат се она што било традиција, малку да го изобличат, да го направат модерно, меѓутоа вкусот и мирисот да не потсетува на бабите наши. Готвачите кои ќе бидат вклучени во проектот ќе работат на различни теми, и тоа сирење на трпеза, тркало на сезоните, месеници од тефтерот на баба, протеински растенија и риби од нашите води. Дали може за 1 час или за овие 10 часа да се научи да се готви? Може да се научи, секако дека може да се научи. Може, не може све да се научи, али повеќето може да се научат техники, вредностите на јадењето и начинот на работа. Кои се позаинтересирани? Еве, досега слушнав дека се веќе продадени часовите. Имате ли некоја информација, мажите или жените сакаат повеќе да готват? Па да ви кажам наискрено, мислам дека мажите. Прво е многу важно да се осети нели енергијата со храната, допирот на самата личност со намирниците, да се осети тој момент да се изработи со многу љубов и секако со наша помош да научат нови техники во изработување на нешто традиционално, но сепак помодерно. Еднава се вика slow food, другава храна се вика fast food. Навистина ли е потребно толку многу време за да се подготви, па затоа ја викаме slow food? Има работи кои се навистина малку позахтевни и потребно е повеќе време, меѓутоа постојат сепак и јадења кои се приготвуваат побрзо, меѓутоа се на таков начин се изработуваат на природен начин, се користат локални производи. Сепак ние овде се бориме за да ги зачуваме нели локалните производи и да продолжиме и понатаму да го пренесуваме тоа на идните генерации. Јас ќе готвам тргалото на сезоните, таму ќе користам намирници кои што се сега во сезоната. Ќе подготвам десерт со костени и сармички на паре. Асистенти на часовите по готвење ќе бидат учениците од готварската струка во училиштето Лазар Танев. Директорот на училиштето, Зоран Николовски, истакна дека реализацијата на часовите по готвење во кујната на училиштето представува промоција на самото училиште и на готварската струка, која е една од најплатените на пазарот на трудот во Македонија. Сето ова го збогатува и нашиот воспитно-образовен процес, бидејќи кога нешто се случува во нашето училиште, тогаш тоа е предмет на пропаганда, на реклама, на промоција на нашите занимања кои што се далеку дефицитарни и барани на пазарот на трудот, не само во Република Македонија, туку и пошироко. Како ќе бидат вклучени учениците во целиот овој процес? Тие ќе бидат прво асистенти на овие големи готвачи, што ќе готват, меѓутоа и тие можат да учествуваат индиректно преку следење на овие часови, но потоа и преку дисеминацијата која што ќе им ја направат големите шефови во текот на нивните подготовки и после тоа. Овој проект главен акцент става на продажбата на часови за готвење, но има и поголеми предприемачки амбиции, како тимбилдинг активности за компаниите и организирање на кулинарски туристички тури. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.